In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Мојата приказна започнува пред околу 64 години, пораснав во Лонг Ајленд во Њу Јорк. Имав многу структурирано христијанско потекло. Не дека одевме во црква многу редовно, но секогаш се чувствувавме навистина добро кога одевме во црква. Повторно јас од секогаш верував во Бог, но нема врска со Исус Христос и тоа никогаш не ми беше јасно. Мојата сопруга и јас секогаш чувствувавме дека сме многу добри родители. Јас го тренирав неговиот бейсбол тим, волонтиравме на училиште, ги правевме сите тие работи. Освен најважното, нешто што е важно, а тоа е врската со Исус Христос. Ништо не направи во тоа. Страшно, едноставно не знаев. Пред околу 18 години, син ми беше поканет на библиско проучување со еден негов пријател. Одејќи на тоа проучување во среда навечер, всушност ги стави тркалата во движење. Мислам дека тоа беше Божја работа. Бог го искористи мојот син да работи на мене, благословувајќи ме на начини на кои јас бев понизен од она што тој го направи во мојот живот. Нешто што навистина уживам да го правам е затоа што мојот син е многу интелигентен и веројатно подобро ја разбира Библијата од мене. Уживам да зборувам за писмото со него. Стигнав до точката во мојот живот каде што всушност почнав да го правам она што го вели Библијата, а не ни сватив тоа тогаш. Но почнав да барам, да тропам и да прашувам. Чарлс Стенли имаше многу добро влијание во неговото учење. Учење на еден искусен човек кој поминал низ сопствените планински врвови и долини. Тој има многу позитивно влијание врз мојот живот. Јас сум со провинос скоро 40 години. По околу 25 години бев некако прегорен и уморен да ја правам истата стара работа. И тогаш Бог влезе во мојот живот пред 18 години и за многу краток временски период Бог ми рече: "Не, овде те сакам. Ти треба да цветаш таму каде што јас те засадувам, а јас те засадувам овде сега." Значи ги имам овие прекрасни можности за служба секој ден и знам дека е важно да се донесе Христос на работното место. Се сретнав со многу вработени на различни локации далеку од работа. Ние ручавме, имавме библиски студии, се дружевме и секој ден Бог отвора врата за својата цел. Што се однесува до иднината, сега знам дека сите ние имаме јасна цел во нашиот живот и мојата цел е да ја споделам Христовата љубов во се што правам. Толку многу луѓе дадоа за мене рано во моето чекорење. Сакам да и вратам на другите луѓе затоа што ми се даде во големо изобилство. Следно на In Touch, гладни и жедни за Бог, дел први. Have you ever stood in front of the refrigerator? It could be full or half full or maybe a little less. Дали некогаш сте застанале пред фрижидерот? Може да биде полн или до половина или може би помалку и сте се обиделе да најдете нешто за јадење. Некогаш е полн и само стоите таму со отворена врата и гледате и гледате. Не дека нема ништо, има толку многу што не можете да се одлучите. И така, конечно, избирате неколку работи и бидејќи навистина не наоѓате ништо што навистина мислите дека ќе ве задоволи, само земате малку од ова и она. И така, што правите? Остатокот од вечерта го поминувате грицкајки, станувајќи малку подебел, малку незадоволен. И што се случува кога ќе заврши ноќта? Ќе изедеш куп нездрава храна, но не си среќен поради тоа и не си задоволен. Тоа е она што вие сами го избрвте. Знаете, тоа е начинот на кој живеат многу луѓе. Тие гледаат наоколу, ќе изберат малку од ова и од она, малку од ова и малку од она. И знаете што се случува? Она што се случува е следново, дека иако можеби привремено ја задоволуваат својата глад, тоа не ги задоволува. Затоа што, видете, Господ не создаде со чувство на глад. Тој не создаде со глад, например, за многу работи во животот. И така, кога размислувате за глад и жед, тие секако се создадени од Бог. Тоа е начинот на кој нашето тело продолжува да живее. Ако немаше храна, немаше вода, ние не би можеле да живееме долго, особено со вода. И така, кога ќе размислите за тоа, што ги задоволува вашиот физички апетит, многу работи, што го задоволува вашиот духовен апетит, и прашањето е дали вие навистина имате духовен апетит.
Сакам да свртете во Псалм 42. Само сакам да прочитате 2 стиха овде. 2 стиха во Псалм 42. Слушнете што вели Давид додека размислувал за својот живот и што се случувало во ова време. Дозволете ми да ви дадам малку вовет. Тоа е далеку од Ерусалим во овој момент и можеби е време кога Авесалом некако го придобил народот и го избркал својот татко. Без сомнение, тој го видел ова и го доживел неколку пати, бидејќи ова поглавје го започнува со зборување за Елен кој брефта. Знаете кога животно брефта? Ако си јавал конј или никој од нас не јавал Елен. Но ако си јавал на конј, можеш. Кога трча, можете да го видите како брефта. Можете некако да го почувствувате она што го чувствува. И така повеќе од веројатно Давид го видел ова на некој поток или езерце некаде. И додека го гледал ова, веројатно размислувал за ова подоцна да го напише. Еве што рече тој во стих 1 од Псалм 42. Како што Елен жеднее за водните потоци, така мојата душа жеднее за Тебе, Боже. Мојата душа е жедна за Бог, за живиот Бог. И повеќе од веројатно, кога го видел тоа во овој конкретен период од неговиот живот, тој исто бил жеден, гладен и копнел работите да бидат исправни, и знаејќи во своето срце дека околу него има голема неволја. Тој во своето срце знаеше дека она што му треба најмногу од се е неговата врска со Господ, и знаејќи во срцето дека тоа е клучот за се. Еве што рече: исто како што Еленот брефта кај водениот поток, жеден, исцрпен, веројатно бегајќи од нешто што се обидело да го нападне, и сега наоѓа малку одмор. И тој вели: така, Господи, душата моја жедне е за Тебе, живиот Бог, кога ќе дојдам и ќе се појавам пред Бог. Сакам да размислиме за целото ова прашање ова утро на глад и жед за Бог. И ако треба да ве прашам ова утро, дали имате глад за Бог? Дали имате вистинска жед за Бог? Потоа, ако ве замолам да ми дадете малку идеи што правите цел ден, 7 дена во неделата, веројатно би можеле да одговорите на тоа подобро отколку јас, без разлика дали правите нешто или не. Сега слушајте внимателно. Никогаш не ми е цел да бидам критичен, само сакам да ве замолам да бидете искрени, затоа што имало некои моменти во мојот живот кога би морал да признаам: не, Боже, моето срце не жедне е по Тебе. И така, мислам дека тоа може да му се случи на секој од нас. Сакам да размислиме за целата ова идеја за глад и жед за Бог. Се сеќавате ли кога прв пат го запознавте сопругот или сопругата пред да се омажите и навистина многу се сакавте? И знаевте дека ќе се земете и не можете да дочекате телефонски повик? Или едва чекате да ја видите неа или него кога ќе излезете на состанок? Имаше вистински копнеш во твоето срце да се видите и мислеше на тоа во текот на денот. Само слушавте телефонот да звони, надевајќи се дека ќе зазвони. Потоа дојде денот на влюбените, а ти беше толку возбудена затоа што знаеше дека тој ќе ја изрази својата љубов кон тебе на некој начин и затоа што толку многу го сакаше. Едноставно не можеше да чекаш. Знаеш што се случуваше? Нешто се случуваше внатре во тебе. Тој човек го имаше твоето внимание или таа го имаше твоето внимание. И се прашувам, колку често ние можеме да го кажеме тоа за Бог, за нашиот Отец Небесен, за Господ Исус Христос. И така сакам да размислиме за целата оваа идеја за глад и жед за Бога. Ова е првата од двете пораки за ова. Сакам прво да размислиме што подразбирате под гладување и жед за Бог. Кога го читам овој пасус и слушам што вели, тој вели како Еленот жедне е кај водниот поток. И така велите, што е глад и жед по Бог? Она што сакам да го направите е да го испитате вашето срце. Никој не е критичен. Испитај го твоето срце за да кажеш: Господи, го правам тоа или не? Зошто има многу луѓе кои седат во црква недела по недела и се многу млаки. Тие се млаки. Со други зборови, тие одлучија колку од нивните животи ќе добие Бог и колку ќе задржат за себе. Но слушајте, кога вели како што Еленот жедне е за водниот поток, така мојата душа што прави? Копне е по Тебе, Боже, жедне е за Тебе, Господи. Постои длабоко постојано чувство за желба што е толку силна, и тоа е ненаситна желба. Тоа е оној длабок копнеш и желба што е толку длабока и толку силна што владее со вашето размислување. Гледате, тоа е свет вид на глад. Тоа е божествен вид на жед. Тоа е нешто што Бог го остава во нашите срца. И така, кога ќе размислите, што е тоа страст за Бог? Сега има луѓе кои имаат страсти за различни работи. Има страсти за луѓе, има страсти за можеби некој спорт или имаат страсти за без оглед на нивната професија, но тоа е оваа длабока, компнежлива, гладна, жедна желба да се постигне, да се задоволи или да се стане нешто, што и да е тоа.
Всушност, тоа е чувство кое понекогаш може да биде толку непријатно затоа што таа желба е толку силна. Сакате да го допрете Бог, сакаш да го почувствуваш, сакаш да го видиш. Тоа е речиси незадоволство што доаѓа во вашиот живот затоа што не можеме да се заситиме, не можеме да видиме доволно, не можеме доволно да разбереме, а гладот и жетта за Бог е нешто во нас што Бог го поставил таму. И кога ќе размислите за тоа, постојано се зголемува. Тоа е, ајде да речеме вака, кога имаш глад и жет за Бог, во тебе се случува нешто што не може да се одвои за нешто друго. Односно, тоа не е нешто што е овде, денес, а утре не е. Вистинскиот глад и жет за Бог се многу очигледни. И следната недела, она за што сакам да зборувам се доказите за тоа, кога го има и кога го нема во нашиот живот, за да можеме да бидеме малку посигурни. Но сега размислувам за она што тој рече. Како што еленот жедне е за поток за вода, така моето срце жедне е по тебе, мил Боже. Сега, она што го кажуваме е желбата да го запознаеме Бог на ниво кое е длабоко интимно. Тоа е незадоволството од она што го знаеме и копнеш да дознаеме повеќе. Но не е само да се знае за Бог, тоа е да го запознаеш него лично. Верувам дека Бог сака да биде сакан, тој сака да биде познат, тој сака да даде од себе си, тој сака да се справи со нас на многу интимен начин. Премногу луѓе се спремни да имаат плитко разбирање за тоа кој е Бог. Значи, ајде да размислиме за ова, всушност и да размислиме за фактот дека оваа глад е извор. Изворот на тоа е од Бог. Сега сакам да размислите за нешто. Кога оваа глад доаѓа во животот на една личност, нормално би рекле кога поверувате во Исус како ваш спасител. Но јас верувам дека е пред тоа. Верувам дека кога човек ќе се роди на овој свет, запомнете дека постои држава. Во животот на едно мало дете има сезона кога тие се апсолутно невини и никој не може да каже кога некој друг ќе ја помине таа фаза. Но јас верувам дека Бог во секое човечко суштество става желба за себе. Сега, слушајте внимателно. Велиш, добро, ако Бог во срцето на детето создава желба за него, тогаш зошто сите ние не го чувствуваме тоа? Еве ја причината. Веројатно има неколку работи. Например, да речеме дека детето расте во дом каде што родителите се христијани. Тие го сакаат Господа, Библијата е на маса, гледаат како читаат, ги слушаат како се молат и се останато. Не треба многу долго за тоа дете да свати дека Бог е некој вистински за моите родители и затоа јас сакам да го запознаам. Така, она што Бог го стави во тоа дете, слушайте внимателно, се негува многу рано да можете да го запознаете овој Бог и да имате врска со него. Сега да земеме дете кое расте во дом каде што родителите никогаш не размислуваат за Бог, не зборуваат за Бог. Нема црква, нема Библија, нема ништо. Тие не сакаат да гледаат ништо на ТВ или да слушаат радио. Ништо што има врска со Бог. Дали тоа дете има глад во срцето за Бог? Гладта е тука за Бог, затоа што тој ја поставил таму, но никогаш не, слушајте, никогаш не се идентификува. И детето не го знае тоа. Така, што се случува? Тоа дете расте и она што се случува е дека детето го насочува своето внимание кон работите на светот, затоа што тоа го прават неговите родители, тоа го прават другите луѓе. И така, гладта дадена од Бог, сместена во секое срце, во одреден момент од животот, човекот избира. Слушајте, имајќи разбрано за Божите работи да го следи Господ или избира да го следи светот. Затоа им велам на родителите, многу е важно да ги научите своите деца многу рано во животот со пример пред се, а потоа со заповед и принцип кој е Бог, како тој работи во нашиот живот и фактот дека тој сака лична, интимна врска со нас. И така, кога ќе размислите за она што рекол Давид, срцето мое, тој вели, моето срце жедне е по тебе, Господи, Боже мој. Всушност во Исаија 43:21, погледнете го тој пасус за момент. Исаија 43:21. Слушајте што вели за својот народ. 43:21. Потоа сакам само да ви дадам мало лично искуство. Ке забележите во 21 стих, тој вели: Народ што го создадав за себе, ќе ја разгласува мојата слава. Односно, Бог те создал мене и тебе за себе си. Секој од нас е создаден за Бог и бидејќи сме создадени за Него, тој сака да го љубиме, да го радуваме, да го почитуваме, да му се покоруваме и да му служиме. Затоа сме тука. Зошто инаку Бог те создаде? Само да си поминеш убаво во животот? Не. Дали можеш да си поминеш убаво во животот и да бидеш христијанин? Апсолутно. Поминете најдобро. Тој не создаде за себе и затоа бидејќи тој не создаде за себе, она што треба да го прашаме е ова: Господи, што правиш ти во мојот живот? Која улога ја играш ти во мојот живот?
Со други зборови, дали тој на вистина е централниот фокус на вашето размислување? Ако добро го прашате просечниот родител, што е најважното нешто во вашиот живот? Моите деца. Јас го разбирам тоа. Тоа едноставно не е вистинскиот одговор. Или мојот сопруг, или мојата сопруга. Не е вистинскиот одговор. Најважната работа во секој еден од нашите животи е личната врска со Исус Христос, Бог самиот. Она што треба да прашаме е каде лежи нашиот интерес? Односно, зашто се нашите апетити? Што е тоа што го сакате во животот над се друго? Тој вели како што еленот жеднее за водниот поток, така и мојата душа жеднее за тебе, драг Господи. Сега, Бог ни дал многу дарови во животот и многу работи во кои јас и ти можеме да уживаме. И нема ништо лошо во тие желби и нагони што тој ни ги дал во животот, се додека тие се држат во нивната соодветна перспектива. Но, еве што се случува. И јас и ти го видовме ова. Бог почнува да благословува некого, например финансиски. Наброго тие станаа целосно млаки и спаднаа од црквата. Едно време имаа вистинска желба. Тие го сакаа Бог, тие го посакуваа, сакаа да бидат онакви како и што Бог сакаше да бидат. И некако не можеа да се справат со благословот. И кога ќе размислите за фактот дека Бог не создал за себе, дека најважното нешто во твојот живот и мојот живот денес, утре, следната недела, месец и година, последниот ден од нашиот живот е нашата лична врска со Него. Тој сака јас и ти да бидеме гладни и жедни за Него. Значи, ајде да размислиме за целата идеја за тоа што е природно, што е вистинско, што е малку сеопфатна природа на оваа идеја. Па пред се рековме дека тоа е вградено во твоето срце од Бог. Таму е откако дојдовте на овој свет. Некои од нас беа доволно побожни и нашите родители беа доволно побожни. Мајка ми многу рано во мојот живот, пред да можам да се сетам, ја извади Библијата, се молеше и таа зборуваше со мене и зборуваше на Бог пред мене. Значи, тоа беше многу рано во мојот живот. Не морав да го сватам тоа подоцна во животот. Јас имав среќа. На возраст од 12 години, всушност, не можам ни да се сетам кога не сакав да го правам она што Бог го сакаше од мене. Сега не бев спасен до 12 години, но имаше нешто таму. Знаете што имаше таму? Она што тој го става во срцето на секоја личност. Едноставно, имав мајка која го насачуваше тој копнеж во вистинската насока. Размислувам како што рековме претходно на милиони деца чии родители никогаш не ни помислуваат на тоа. Така, тие доаѓаат и се обидуваат да го поминат целиот свој живот, обидувајќи се да го наполнат со нешто што ќе ги задоволи. Само Бог преку неговиот син Исус Христос ќе не задоволи. Значи, тоа е дар од Бог. Тоа е дело на Светиот Дух во нашите срца. Тој е оној кој ја создава оваа желба за Бог. Јас и ти не можеме да се пофалиме со тоа. Тоа е желба од Бог, делото на Светиот Дух во нашиот живот. Потоа, кога ќе размислам, например, што се случува кога Светиот Дух ќе почне да действува и тој ќе ја создаде оваа желба во животот на верникот, еве што ќе правите. Или ќе го игнорираш тоа и ќе тргнеш по нешто повеќе од ова, повеќе од него или повеќе од неа, а Бог ќе се обиде да го насочи твојот живот кон него. Кога ќе почнеш да гладуваш и жеднееш за Бог, ти го гарантирам ова. Сега, живеев доволно долго и преживеав доволно за да ти кажам од лично искуство. Кога го имаш Исус Христос и имаш глад и жед во твоето срце за Него, можеш да бидеш среќен. Можете да бидете задоволни со тоа или без. Може да имате радост, што е неопислива. Може да имате чувство на мир, за кое не можете да објасните. Повеќе не сте осамени. Има чувство на исполнетост, комплетност и радост во вашето срце. Зошто? Затоа што имаш глад и жед за Бог, кој те создаде со тоа во тебе, за да го живееш својот живот гладен, жеден и копнејќи по него. Никогаш во целиот мој живот не сум сретнал некој што не сакал мир, кој не сакал радост, кој не сакал да биде среќен. Сите тие се желби на нашите срца. Тие не доаѓаат со тоа што го имаат ова и она, го имаат него и ја имаат неа. Тие доаѓаат од, слушајте, заљубувајќи се во самиот Господ. Господ Бог преку неговиот син Исус Христос и дозволувајќи му да се излее во нас самиот. Кога имаш желба да го запознаеш, глад и жед да го запознаеш, кога Бог работи во твојот живот, има спокојство и задоволство без разлика во каква ситуација се наоѓаш. Можеби си во лош брак или лоша врска во вашиот бизнис и така натаму. И мислиш добро, како можам да бидам задоволен со ова што се случува? Ки ти кажам како.
Кога ќе имате глад и жед за Бог што ве доведува до Неговото Слово, ве доведува да разговарате со Него. Те носи да го споделиш своето срце. Тогаш ќе имаш задоволство и мир што овој свет не може да ги разбере. Зошто? Затоа што нашиот Отец, кој рече дека не создал за себе, е таму за да ве исполни, без разлика со што се соочувате во животот. Така, додека размислувате, јас размислувам, например, дека тоа сигурно не е. Ова не е искуство еднаш за секогаш. Сега сум гладен и жеден за Бог. Не, затоа што вистината е дека Бог е апсолутно. Слушајте, тој е безпрекорен, тој е бесконечен. Никогаш нема да дојде момент во вашиот и мојот живот кога нема да бидеме гладни и жедни по Него, ако одиме по Неговата волја. Колку ние некогаш ќе почнеме да го разбираме Бог во овој живот? Кој знае? И веројатно, разбирате многу повеќе отколку што мислевте дека ќе разберете во одреден момент од вашиот живот. Но, знаете што? Има уште многу да се научи за Него. Искуството да се биде сакан од Него и да се дојде до тој заклучок. Искуството на познавање на Него и не само да го познаваме, туку и да го доживееме. Јас гледам наназад, а понекогаш се враќам и ги читам моите дневници и размислувам за Господа, колку бев далеку во тие денови. Размислувам за тоа како мислев и за работите за кои се молев, за кои веќе не се ни молам. Исто така, можам да ги прочитам моите борби да му верувам и размислувам кога напишав во што навлегувам и со што се борев и дали можев да му верувам. Велев, Боже, те молам, јас само ќе ти верувам и така натаму и натаму. Работи што никогаш не ми паѓаат на ум денес, затоа што гладувањето, жетта, копнежот по Бога е прогресивна работа. Тоа е нешто што започнува, а потоа продолжувате понатаму. Добро, велите, што прави тоа да расте? Еве што го прави да расте. Кога ќе почнете да гладувате за Бог и тоа почнува да влијае на начинот на кој живеете, знаете што прави Бог? Тој само создава подлабок глад. Тоа е ненаситна глад. Тоа е, слушајте, на крајот на краиштата тоа никогаш не е задоволено. Каков духовен парадокс. Ние велиме дека ако гладувате и жедувате за Бог, тој ќе ја задоволи секоја желба на вашето срце. А од друга страна велиме, но никогаш не си задоволен. Тука е разликата. Вие сте задоволни со Него, никогаш не сте задоволни доволно со Него. Тоа е таа ненаситна глад за Него што сакате да знаете повеќе, да доживеете повеќе. Ако треба да ви кажам ова утро, колкумина од вас би сакале да имаат вистинска, силна, искрена, непобитна, неизбежна, огромна, моќна свест за присуството на Бог во вашиот живот, зашто секој еден од нас би требал. Па да ве прашам, колку силно го сакаш тоа? Дали сакаш доволно силно кога ќе легнеш ноќе да кажеш: Господи, зборувај на моето срце. Господи, направи се што е потребно за ти да бидеш на вистина најважната личност во мојот живот. Може би тој ќе треба да ви одземе нешто. Треба да си го поставите прашањето: зашто јас се прилепувам? Зашто се држам? Што е поважно од таа врска со Него? Гладувањето и жетта за Бог значи дека имате копнеш, длабока, постојана желба. Слушајте, што на вистина не може да се исполни, а од друга страна може. Тоа е прогресивно. Продолжува да се движи. Што е духовна зрелост? Духовната зрелост расте во нашата врска. И така сакам да ви кажам, дали ти си зрел христијанин? Не би рекол никому дека сум зрел христијанин, затоа што видите, јас не сум премногу сигурен дека знам што точно би вклучило тоа. Од моја гледна точка, можеби јас мислам дека сум прилично зрел, но ако погледам од Божја перспектива, тој ќе рече: човеку, ти си само дете. Еве што ти треба, еве што ви треба во вашиот живот. Така јас никогаш не би го рекол тоа. Но толку знам, јас напредувам, вие можете да напредувате, но за да напредувате мора да се справите со оние нешта што се натрупуваат во вашиот живот. Например, една работа во врска со имање на глад и жед за Бог е, знаете што се случува? Тој е централен во вашиот живот во текот на целиот ден. Со други зборови, ако ти имаш глад и жед за Него, нема смисла во текот на денот да кажеш: треба да одам некаде и да се молам. Нема ништо лошо за молитвата, јас сум за тоа, затоа што ако вие имате глад и жед за Бог, ќе сакате да се молите. Но еве што се случува. Нема да го ограничите тоа на одреден момент, некое време или некој инцидент. Со други зборови, молитвата повеќе не е она што се случува во вашиот живот затоа што имате потреба.
Молитвата е само она што го правите, тоа е она што сте вие, тоа е исто како што вие живеете со вашиот маж или жена. Не треба да вложувате големи напори за да кажете вечерва јас те сакам драга. Не, затоа што знаете што, секогаш го изразувате на различни начини. Начинот на кој го допирате него или неа, начинот на кој зборувате со нив или работите на кои се сеќавате, работите што ги правите. Така е и со Бог. Не мора да правиме голем проблем од тоа. Тоа е само фактот дека кога имате гладна, жедна, копнежлива желба за него, тој е секогаш централен во нашите животи. Сега има многу конкуренција во нашите животи. Едноставно, сакам да ве замолам да почнете да размислувате во вашиот живот за ова. Стануваш утре наутро и светот почнува повторно, но што ќе се случи ако застанеш и кажеш: Господи, денес сакам да ме привлечеш кон Тебе. Сакам да доживеам интимност со Тебе, каква што не сум доживеал досега. Господи, еве што треба да направам. Ова се работи што гледам дека треба да ги направам денес. Сакам да бидеш толку реален со мене што додека го правам ова, да сум свесен за Твоето присуство. Разбуди ја таа глад во мене. Создади подлабока желба за Тебе во моето срце. И Господи, кога ќе видиш дека ме привлекува или нешто атрактивно што би ме оддалечило од Тебе, повлечи ме наназад. Помогни ми да разберам. Повлечи ме назад. Приближи ме до себе. Повлечи ме назад кон Тебе. Не дозволувај да се откажам. Не дозволувај да талкам. Но создај во мене таква желба за Тебе, што таа апсолутно го контролира мојот разговор и моето однесување цел ден. Мислите ли дека тој нема да одговори на таа молитва? Тој ќе одговори на таа молитва. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.